Jo, zdravo dečinja, zdravo tinejdžeri, zdravo mladi возрастни i zdravo возрастни. Големо поздравче за топло добре дојде во Слушнете не! Јас сум Ноела, вашата Битлска кокона, а оваа емисија ќе биде бела, снежна, но и разулавена, еколошка, амбасадорска, меѓашовска, бушавковска, Драган Змијановска, Баба Дедедовска, Фрапчо Папагалчовска и Санковска. А да не зборуваме викачка. Леле, колку детски джагор ке чуете во ова издание. Добре дојдовте во Слушнете не. Смирете ги душите, наострете ги ушите, следуваат изворно снимени звуци при спуштање со санка. Токму сега! 3, 2, 1! И шалче, од суд ме штити и шарено палте. Чизмички топли да газат по снегот. Дојдете сите, деца на брегот. Јурнете санки, стегнете дланки, да почне трка, кој кого брка. Мојата санка, јури ко стрела, забава смеја е зимата бела. Јурнете санки, стегнете дланки, да почне трка, кој кого брка. Мојата санка, јури ко стрела, забава смеја е зимата бела. Во врска со одржливо неѓубре, снегот ги покрива сите наши човечки ѓубриња и барем за миг личи како се да е чисто. Какви волшебни рецепти има природата, а сепак лесни. Зошто ние не можеме да бидеме такви? Брзата санка е дедово дело и тој би дошол да јури ме смело. Камин од гори и чајче од лане, премногу добро дедо да стане. Јурнете санки, стегнете дланки, да почне трка, кој кого брка. Мојата санка, јури ко стрела, забава смеја е зимата бела. Јурнете санки, стегнете дланки, да почне трка, кој кого брка. Мојата санка, јури ко стрела, забава смеја е зимата бела. Овие тутуновите полиња ме инспирираат, бидејќи никој не ги користи за пченица и за плодови, а јас си најдов и си ги користам, а мене ми растат идеи. Интересно. Тука ја снимав приказната за дедо Ное и Ноела. Видете ја на YouTube плейлистата во Слушнете не! Со чадорот на годините. Со чадорот на годините, чадорот на годините. Овој снег ќе ме повика за да снимам нешто ново за дедо Ноа. Очекувајте ме. Дали ја прегледувате плейлистата на YouTube? Дали не следите на Facebook? Ако е не, тоа ќе се случи. А сепак ќе ви дадам шанса. 5,
4, 3, 2, 1. Та-да-да-да-дам! На Фейсбук со кирилични букви. Слушнете не и ке ви излези. Червени чизмички, превртена кожа. Нагор да излезам, мамо, дали можам. Пушти ме, мамичке, снеголома мами. Снегуки игриви, зашто да се сами. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Сме нагоре. Червени чизмички, превртена кожа. Нагор да излезам, мамо, дали можам. Пушти ме, мамичке, снеголома мами. Снегуки игриви, зашто да се сами. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Троп на вратата, север ток е тропне, со зимски лудори, може да се почне. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не на 90,8 мегахерци. Укло FM Битола. Следуваат принципи за управување со отпад. Истражување направено од економистката, оптимистката Маја Трајковска. Да ја чуеме и да се едуцираме, да размислиме и да се смислиме. Има решение. Ако се сака, мене ми личи како да не сакаме. Едноставно, себично си постоиме. PS. Тоа значи пост скриптум. После напишаното. Кога ќе пишуваш писмо и изумиш нешто важно, ви најавувам дека ќе се вметнувам во нејзиното излагање. Не се нервирајте. Give me an eye. Eye. Give me a can. Can. Give me a we. We. Give me a can. Can. I can, we can do this together. I can, we can do this together. Слушнете не! Здраво, јас сум Маја Трајковска, студентка на економскиот факултет во Прилеп и накратко ќе ви ги презентирам принципите за управување со отпад како дел од проектот за одржливо негинцип управување со отпад. Управување со отпад? Маја, ова значи како да му шефуваме на отпадот. Ако го кажеме така, може би многумина ќе се зафатат со отпадот. Оти знам дека сите сакаат да шефуваат, особено кај нас.
Дури и јас дома шефувам со моите папагалчиња Коки и Лулу. Ама не баш дека се послушни. Прават органски отпад, кај ќе им текне. Хи, ви текна? Какаат насекаде. Ама тоа е ѓубриво за домашните цвеќиња. Пресрекни се. Традиционалните методи кои се користат за уништување и ослободување од отпадот не се ефективни и ефикасни. Овие методи најчесто вклучуваат носење на отпадот на депонии и негово отворено согорување. Како резултат на тоа, се јавува емисија на токсични гасови со кои се загадува атмосферата и се предизвикува голема штета на здравието на луѓето. Големо количество отпад, барем кај нас, наместо во кантите за отпадоци, често завршува на улиците, на патиштата, во парковите, во водите. Како резултат на тоа се јавува постојана контаминација на почвите, површинските и подземните води и биоразградување кое поттикнува ослободување на метан и аглерод диоксид, кои ги поттикнуваат климатските промени. Токсични гасови. Ние цели сме токсични, драга Маја. Вода, воздух, почва. Тоа е нашиот успех во наводници. Затоа, традиционалните методи за ослободување од отпадот треба што поскоро да се заменат со методи кои ќе ги следат принципите на управувањето со отпад, а тие се refuse или одби. Доколку сакаме успешно да се справиме со отпадот, треба да се погрижиме најпрвин да ја намалиме неговата количина. Тоа најефективно ќе го направиме доколку научиме да одбиваме користење на производи кои во суштина не ни се потребни или производи кои не може да се рециклираат. Одбивам уште 10 пластични играчки по 5 фиджет. Што би рекла мајка ми, секако под кревет ќе завршат. Само џабе парите си ги даваме. И во право е. Reduce или намали. Обидете се секогаш да ја користите минималната потребна количина од некој производ или материјал за да избегнете создавање на вишок отпад. Отпадот исто така може да го намалите со користење на производи за повеќе кратна наспроти еднократна употреба. Совет: наместо најлонски кеси за еднократна употреба, користете хартиени кеси или платнени торби. Сега и бабодедовците и мамотатовците и сите се научија да носат во џепчето торбички. Торбички за повеќе кратна употреба. Иначе ќе им заиграат 15 денарчиња надвор од паричникот. Reuse или реупотреби представува повторна употреба на производите кои инаку веднаш би ги сместиле во отпад, односно, тука акцентот се става на повеќе кратно употребување на нештата. Така ќе заштедите и пари, и енергија, и ресурси што би биле искористени за да се направи и купи новиот производ. Совет: наместо секој пат да користите ново пластично шише за вода, почнете да користите едно стаклено шише повеќе пати. Повторно користење, се разбира. За Манаки о фестивалот во From Trash to Treasure, предизвикот на Марија Магдалена и Божиновски, јас имам изработено еко фиджет бук, еко сензорна книга и како може да се ги изработиме сите играчки дома. Видете во плейлистата на YouTube. Студентите на мајка ми изработија птица од пластичен прибор за јадење и ја нарекува Слобода. А исто така и играчка за во игротека од повторно користење на домашни во наводници отпадни материјали. Ништо не е отпад, ако смислиме како тоа да е блес во нешто друго, а можна и поубаво. Циркуларна циркуларна економија и нула отпад. Ова мајка ми го кажа.
repurpose или пренамени. Се она што не можеме да го одбиеме, редуцираме или реупотребиме, можеме да се обидеме да го пренамениме. Тоа може да го направиме на тој начин што ќе го модифицираме нештото да одговара за некоја нова употреба или пак ќе го користиме онакво какво што е на сосема нов начин. Пренамена на влушки за јајца. Како подлога за лаптоп. Лаптопот не смее да го држиме на нозете и да не зрачи и вжештува, но може совршено да го држиме над влушка за јајца. Им се луфтира, им воопшто не е скапа вентилација. Upcycle или надгради ги означува различните процеси со кои старите предмети ги изменуваме на креативен начин, тоест ги трансформираме и им даваме втора шанса, претворајќи ги во нови, кои ќе можеме уште долго да ги користиме и многу веројатно ќе имаат повисок квалитет или вредност за нас од оригиналните. Совет, од стара стаклена тегла која повеќе не ја користите, можете да направите интересна саксија за цвеќе. Recycle или рециклирај. Доколку не може да примениме ниеден од горе наведените принципи, тогаш останува рециклирањето како најеколошки метод за отстранување на отпадот, кој вклучува собирање, сепарација и преработка на отпадните материјали за да се направат нови производи. Иако во процесот на рециклирање треба да вложиме енергија, тој е најчесто целосно еколошки исплатлив. И за крај, rethink или преиспитај, како елемент кој ги обединува сите досега споменати принципи. Представува развивање на способност да го промениме начинот на кој размислуваме кога станува збор за отпадот, односно да почнеме да бараме нови начини како да го намалиме отпадот кој го произведуваме, имплементирајќи ги принципите на животната средина и преиспитувајќи ги своите навики. Ех, Маја, целата моја емисија е Rethink за многу работи. Што возрастните ги подсгрешиле. Ти благодарам за твоето милозвучно и комплементарно и компетентно гостување во Слушнете не! Не фрлај ѓубре околу себе, тоа може бргу да ти пречи тебе. Потруди се, засади дрво или цвет, тоа ќе е корисно за целиот свет, за целиот свет. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Секогаш да бидеме со разумна глава, ѓубрето во канта секој да го става. Гатанка! Не се тоа магариња во пижами, туку црно-бели африкански дами. Ха! Овај виц ми го пратија другарчињата од Гана. 5, 4, 3, 2, 1. Одговорот е зебри!
Еден ден и Африка ќе види снег. Светот ќе се сврти на глава комплет. Сите деца боси газа страшен снег среде лето. Лута зима. Еден ден во Африка ќе стегне студ. Лавот ќе си рече мора да сум луд. Мајмуни со ски скокаат од ранки слонови на патни станки. Кога ќе замрзне целиот Нил, сам на мразот ќе се лизга крокодил. Сите африканци на скијање. Кога ќе замрзне целиот Нил, сам на мразот ќе се лизга крокодил. Сите африканци на скијање. Дедо! Тргни се! Еден ден во Африка ќе стегне студ. Лавот ќе си рече мора да сум луд. Сите деца боси газа страшен снег среде лето. Лута зима. Еден ден во Африка ќе види снег. Сиот цвет ќе мора да и бара лек. Утрите банани, џунгли и савани, кој од мразот ќе ги брани. Кога ќе замрзне целиот Нил, сам на мразот ќе се лизга крокодил. Сите африканци на скијање. Кога ќе замрзне целиот Нил, сам на мразот ќе се лизга крокодил. Сите африканци на скијање. Ла 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 ла. Сите африканци на скијање. Кога ќе замрзне целиот Нил, сам на мразот ќе се лизга крокодил. Сите африканци на скијање. It's starting to get chilly outside. Winter is here. Oh yeah. Наила, сега ќе ти кажам како се игра играта чук-чук стојанче. Дај ги двете рачина. Спој ги прстината со врвовите. Ги спои? Добро. И сега почнуваме. Од најдолните прстина. Чук-чук-чук. Кој чука? Стојанче. Шобара? Оганче. Оди во погорната порта. Добро. Чук-чук-чук. Кој чука? Стојанче. Што бара? Оганче. Оди во погорната порта. Добро. Чук-чук. Кој чука? Стојанче. Што бара? Оганче. Оди во погорната порта. Добро. Чук-чук. Кој чука? Стојанче. Што бара? Оганче. Влези. Влези внатре. Влези внатре. Дали има куче или маче? Не. Че да видам? Ме касна кучето и мачето. Јас ти ја чапнав раката со моите рачиња. Тоа е одамнешна игра, што ја викавме чук-чук стојанче. Секогаш сум весела, разиграна и жива. Кога ече музика, засилена и дива. Секогаш сум радосна, насмеана и бела.
Јазична турлитава. Сакам да речем за снегулките, кога ќе ги крцнеш прават малку звук. И реков, if you squish them, they kind of крц. Значи пола реченица англиски зборови, пола реченица македонски зборови, пола реченица англиски зборови. Тоа го нарекуваме јазична турлитава. Многу присутна во наводници манџа во говорот на денешните деца како мене. Колку тоа е добро или лошо не знам, но еве барем стануваме свесни. Прекрасен снег си паѓа, а ние се уште си шетаме низ тутуновите полиња. Прекрасните тутунови полиња. Сега се бели полни со прекрасен бел кристален снег. И гледајќи во палтото или вентијагата на мајка ми, гледаме снегулки. Но на овие снегулки му се гледаат дури и малите краци. И не мораме да ги гледаме под микроскоп. Ги гледаме во живо и многу се интересни. Колку се волшебни. Велат дека нема две исти снегулки, како што нема и двајца исти луѓе. Значи море колку различни луѓе на врна, односно различни снегулки на врна. Преубавиот отпечаток на природата. Слушнете не и сенкајте се! Надвор снег че паѓа и една желба ми се раѓа, да ја допрам таа мила. Снегулка, снегулка, снегулка. Надвор снег че паѓа и една желба ми се раѓа, да ја допрам таа мила. Снегулка, снегулка, снегулка. Да излезам надвор јас, да направам снежко бела. Тенџере морков нос и ете го најубаве. Надвор снег че паѓа и една желба ми се раѓа, да ја допрам таа мила. Снегулка, снегулка, снегулка. Јануари коложек, февруари сечко, март цутар, април тревен, мај косар, јуни жетвар, јули златец, август житар, септември гроздобер, октомври листопад, ноември студен, декември снежник. Да излезам надвор јас, да направам снежко бел. Тенџере морков нос и ете го најубаве. Надвор снег че паѓа, една желба ми се раѓа, да ја допрам таа мила. Снегулка, снегулка, снегулка. Снегулка, снегулка, снегулка. Снегулка, снегулка, снегулка. It's starting to get chilly outside. Winter is here. Сега кажуваме англиска брзозборка. If a woodchuck would chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? Ако клукај дрвецот би клукал дрво, колку дрво би исклукал клукај дрвецот? Ајде, Ноелче. If a woodchuck would chuck wood, If a woodchuck would chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? how much wood would a woodchuck chuck? Now all together. If a If a woodchuck would chuck a wood, how much woodchuck would a woodchuck chuck? If a woodchuck would chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? If a chuck would woodchuck, if a chipmunk, If a woodchuck would chuck wood, if a woodchuck would chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? if a woodchuck would chuck wood, how much wood would a woodchuck chuck? Perfect. Yeah! Aida. If a chuck would, Woodchuck. if a woodchuck chuck a wood, If a woodchuck would chuck wood,
If a woodchuck, how much wood would a woodchuck chuck? А сега бля. Да ли знаеш, що е това? Дома често младост или иде. Да ли знаеш, що е това? Що в кујна сака да се виде. Не е пече ниту мавка мала, не е комарец вив. Не е зајче нити буба мала, не е душец од сив. Ајде погоди мало црно со ножиња шест. Да волета се голяму чест. Да јаде плачиња скрие, не се плаши, ниту пак се крие. Мало црно со ножиња шест. Како зуи ке попнеш од бес, кога баба неја ке ја види пали трес. Кога баба неја ке ја види пали трес. Да ли знаеш, што е тоа? Дома често младост ни иде. Да ли знаеш, што е тоа? Што во кујна сака да се биде. Не е бајче ниту мавка мала, не е комарец вив. Не е зајче нити буба мала, не е душец од сив. Ајде погоди мало црно со ножиња шест. Да волета се голяму чест. Веда јаде рачиња се крие, не се плаши, ниту пак се крие. Мало црно со ножиња шест. Како зуи ке пукнеш од бес, кога баба неја ке ја види пали трес. 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 Пали трес. Ова е Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Другарчиња! Може би се сеќавате што учиме секоја година за правата на децата. За УНИЦЕФ, за детската амбасада Меѓаши. Епа се превозбудив, бидејќи денес на гости го имам господинот Драги. Драги Змијанац, тајн агент на децата во светот на возрастните од првата детска амбасада Меѓаши. Почитуван господине Драги, во заграда, и мојот дедо се вика Драги, хи. Ви благодарам што сте тука за нас. Дали може да ни кажете неколку инсайдерски информации? Што е детската амбасада Меѓаши? Колку што читам во дигиталниот речник на македонскиот јазик, меѓа значи линија што разделува две ниви или два имота. А тогаш што би значило Меѓаши? Дали сте вие тајни агенти на меѓата на различните светови? Светот на децата и светот на возрастните? Дали има и друга историја во ова име? Што поврзуваат меѓашите, а е разделено? Децата си имаат своја амбасада. Тие се најбројен народ на светот, без разлика на вера, нација, пол и сите други можни разлики. Тие имаат своја детска земја и како такви
можат да имат и своја детска амбасада, прва во светот, која се вика Меѓаши. Зошто токму Меѓаши? Меѓаши е едно мало село кое се наоѓа на самата меѓа меѓу Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска. Тоа е територија, тоа е детска земја, која не се брани со војска, полиција, царина, бидејќи каде светот поставува граници, таму престанува детството. И токму затоа ние се бориме против меѓи, било какво раздвојување и разграничување. И убаво што сте го наште во дигиталниот речник зборот меѓа, мегник, тоа нешто разделува, раздвојува, но ние се бориме против било какво раздвојување. Мегник може да значи темел на една голема светска идеја, а тоа е првата детска амбасада во светот Меѓаши, светска идеја која постои во една малечка земја како што е Македонија. Меѓашите го обединуваат светот, малите меѓаши, децата всушност се борат против било какво раздвојување во светот. И се што разделува, раздвојува, само му попречува на детската фантазија, детската идеја и детската личност. Децата како најброј народ на светот си ја сакаат својата детска земја, таа е Меѓаши, и си ја сака својата детска амбасада, која е во Скопје, во Македонија. Тие ги застапуваат правата на децата, се залагаат за најдобар интерес на децата, го креваат гласот и секогаш се со децата. Всушност, детското учество, детскиот активизам е главен мотив на постоење на првата детска амбасада, да се слушне за децата и да се почитува децата со целосниот нивен личен интегритет и личност. Дали Бушавко со својата накостречена косичка и со искрајното детско срце веќе порасна и е 30 годишен млад човек? Или тој останува вечно дете како Петар Пан или Пипилота, Викулија, Крусута, Догол чорапка? Тоест Пипи долгиот чорап? Што има Бушовко да ни раскаже за својот живот како главен лик во првата детска амбасада? Како се презива? Меѓашовски? Бушовко се уште е дете. Иако ние ќе славиме оваа година 30 години од постоење на првата детска амбасада во светот Меѓаши, тој како дете ќе представува сите деца во светот. Децата кои претрпеле разни неправди, војни, сиромаштија. Токму затоа Бушавко има накострешена коса, затоа што е уплашен од сето она што го гледа пред себе и не може да верува дека возрастните не му обрнуваат внимание и достојно на детската личност. Тој е облечен со панцир кошула, го штити од куршуми, има нагласени зглобови затоа што е изгладнето, сиромашно, обесправено, но сепак во левата рака ја држи розата како знак за надеж, а десната рака се потпира на планетата Земја, вели ова е мојата планета, ве молам да ја чувате. Има блага наспевка и широко отворени очи верува во подобро утре, во поправеден свет за секој дете во светот. Тој е главен лик и лого на маскотата на првата детска амбасада во светот. Иначе може да се презива како секое дете во светот, кое ја сака и почитува оваа светска голема идеја, наречена прва детска амбасада во светот. Амбасада значи дипломатско представништво на некоја држава во друга држава. Дали детската амбасада Меѓаши е представништво на државата на децата? Значи ми треба или не ми треба пасош? Ветувам дека јас сум дете. И половина мои слушатели се деца, тинејџери и млади возраст. Како тие да ја доживеат припадноста на светот на децата? Чишто представник сте вие? Не им треба пасош на децата. Сите деца на светот се амбасадори и тие може да ги поминуваат сите граници без никаква пречка, без никаква бариера. Слушно, затоа и се викаме Меѓаши, да нема меѓи разграничување. На детската амбасада ја имаат сите деца во светот. Всушност, тие се нашите представници, ние не би постоеле како детска амбасада ако ги немаме децата и ако децата не се, би рекол, првите амбасадори и представници и застапници на оваа најголема идеја во светот, прва детска амбасада. Джабе пари, скапи ствари, джабе се на свет, ако немаш другар, ако немаш другар, ништо нема
znaj. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, vo društvo podobro jesen. Ajde odi me, ajde vodi me daleko nekade, daleko nekade. A zašto znam neka ne možem bez tebe, znam neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam. A zašto znam neka ne možem bez tebe, znam neka ti ne možeš bez mene, znam. Ja znam. Господин Змијанац, на вашата веб страница има бројни извештаи. Истражувања, проекти, се изначитавме и се изнаскролавме. Еден куп табови си отворив за да истрашам за вас. Но ја има и визијата на Меѓаши. Поправеден свет за секое дете. На вашето мото, сите идеали на светот се побезначајни од солзите на едно дете, јас го додавам моето. We can do this together. Дали сметате дека радиоемисија наменета да се чуе гласот и ставот на децата и младите возрастни до возрастните, како што е слушнете не има смисла? Обично возрастните зборуваат во име на децата. А идеите и постапките на децата, во наводници, треба да се унапредат. Што да правиме кога имаме многу прашања и проблеми со децата со кои не се согласуваме или со возрастните? Стратегијата е поправеден свет за секое дете. Всушност веќе 30 години сме во прва борбена линија во заштита на правата на децата и нашето мото е сите дали на светот се побезначени од солзата на едно дете. Навистина сме целосно посветени и оперативната канцеларија и тимот и сите членови на првата детска амбасада. Навистина ја оправдуваме веќе 30 години оваа мисија. Секако ние ги слушаме децата, ги слушаме и во извештај што го подготвуваме за правата на детето до Комитетот за правата на детето и во нивниот извештај и кога имаме намера, имаме детски совет во нашето собрание, секогаш им даваме право, можност да биде слушнат нивниот глас и го почитуваме тоа максимум. 10 ноември го кренавме гласот минатата година и пред минатата година, кога им рековме на политичарите да не им го узурпираат тој ден, тој е светски ден на детето. Ги замоливме медиумите да им дадат максимална можност да се слушне нивниот глас и се обидуваме секогаш ние всушност да бидеме во втор план на децата и нивниот глас да се слушне гласно, високо, силно, јако, таму каде што треба институциите да се стават во функција на најдобар интерес на децата. Градиме подобар свет, поправеден свет и во таа борба ни се потребни многу, не само родителите, возрастните, наставниците, професорите и роднините, туку пред се децата да бидат покрај нас со нас заедно за поправеден свет за децата. Има многу проблеми, но тие полесно се решаваат кога имаат кому да се доверат. Тука е Ало Бушавко, првиот СОС телефон за деца и млади кој веќе 29 години, постои и е во функција да биде во советодавна, во информативна, во секаква улога и врз основа на Ало Бушавко, кој е заштитниот знак на првата детска амбасада, таа е гласот на децата, дежурна свест и совест и секогаш е во прва борбена линија кога ќе се прекрши било кое право на децата да го крене силно гласот, а тука се и медиумите да ни помогнат во таа наша заедничка борба. Моите стандардни прашања за сите возрастни тајни агенти. Што вие, господин Змијанац, сте правеле кога сте биле дете? Што би им порачале на децата? Кога бев дете, улицата ми беше мојот дом. Не можев да се оделам од неа. Заедно со другарчињата игравме фудбал, народно.
Каубојци, индијанци, солено, челик, долга магарица и уште што не секако тука се и џамлиите. Таа вистинска социализација што имавме тогаш е неповторлива. Забележувам дека отугеноста кај денешниве генерација е поголема, значи треба да се социализира децата почесто да другаруваат меѓу себе. Интернетот дава големи можности, секако децата се информираат, може да научат многу, но живиот контакт со своите другарчиња е непроценлив во создавање на здрав живот на едно дете кое може утре да биде активен и да прави промени во општеството. А што би им порачале на возрастните? Како да го унапредиме овој измешан, избушавен свет, избунет живот за да биде подобар? Би им порачал да ги послушаат внимателно децата, секогаш децата имаат што да кажат, дури некогаш може да бидат чудо невидени од тоа што децата го знаат и има да им дадат препораки. Кај децата нема калкулација, децата се чисти во однос на својата мисла и знаат многу подобро да ги проценат работите отколку возрастните, така да им препорачувам возрастни, сослушајте ги децата, имаат секогаш што да кажат, добро размислите без при тоа внимавајте какви постапки спроведувате. Секако, во најдобар интерес на децата се тие кои треба да бидат не само сослушани, туку и активно да учествуваат во донесување на било кои одлуки кои се од нивен интерес. Драг господине, драги, ви благодарам на специјалното гостување и на одговорите. Веќе никнуваат во мојата глава идеи за тоа како да соработуваме понатаму, а во меѓувреме слушнете не! Види ја неа со коса кратка, а оној пак оди смешно како патка. Види го, оној има голем нос, а оној пак таму се шета бос. Еден е бушав, друг е слаб. Еден е од село, друг е од град. Ти си со раце, силни како даб, а мене ми фали еден преден зап. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три кеца, сите сме исти, сите сме деца. Гатанка! Си биле А и Б. А паднала во водата, Б скокнала по неја, кој останал жив? На почетокот беа А и Б. Големи и мали, дебели и слаби, радосни и тажни, сите сме важни. И дали петки имаш, или два-три кеца, сите сме исти, сите сме деца. Од мојот наисцрпен извор на игри од нивното детство, сега следува уште една. Од баба ми Весе. Ова игра се вика Пондарете пондапи. И се почнува. 3 особи ги стуткуваат рацете, ги тупаница прат и играме. Пондарете пондапи, тапи тапи руже, пондарете пондапи, тапи тапи гри. Се додека не остане само една тупаница и таа што ќе остане е победник. А која победва? Во секој пар горната или долната? Не е битно. Значи ова е и како чинувалка, бројалка. Да, така. Значи кога играме нешто со другарчињата можеме да ја користиме оваа бројалка. Да, може. А што значат зборовите?
Не знам што значат зборовите, а ти можеш да си провериш на интернет, пошто имаш интернет и знаеш да пребаруваш. Тогаш немавме ние интернети и ги учевме на памет. Зато се вика пренесување од колено на колено. А во овој случај од тупаниче е тупанче. Баба, дете, гледајте ме! Слушнете ме! Цурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Цурли трещат насред село, да панчука рум-дум-дум. Млади моми јергени до Беоравија. Млади моми јергени до Беоравија. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Остал иде стар бел дедо, засукал мустаки. Право трга на орото и онда се фати. Право трга на орото и онда се фати. Снежната покривка за врапчињата значи време за диета. Зошто? Бидејќи не можат да најдат црвчиња под снегот. Затоа сега е време да се даваат трошки на балконите. А моите разгаленковски коки и Лулу дома се прават како кралици и кралеви. Па дури и не идат секогаш да ги галам. Ах бе, нашле позашле. А дали сте виделе колку дебели мачки имат домашни миленици? Многу. Сите јадиме многу повеќе од колку што трошиме. Затоа, луѓе, правете вежбачка диета. Шетајте низ снегот и дишете го убавиот воздух. Совет од дедо Ное. Жими мојот свике ретро. И те дувне ветро. Жими моите нови старки. Ма нема сам такви марки. Мојата гитара. Скршена и стара. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. Жими моите хула копки. Искинати од сопки. Жими мојата школа фино. Ја поќе сакам кино. Жими мојот телефон. Сони Ериксон. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. Хеј! Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Следете не секоја сабота во 12 часот на Укло FM на 90,8 МГц, а потоа на нашата YouTube плейлиста Волшебен поздрав, магична прашинка, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Жими моите хула копки. Искинати од сопки. Жими мојата школа фино. Ја поќе сакам кино. Жими мојот телефон. Сони Ериксон. Јас не сум веќе бебе. Си пеам јас од тебе. Free fall. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло FM, магистер Сонја Тантарова Груевска и јас, Ноила Нечковска, петто одделенка од Алпита Краманде и Битола. Голема, поздравче! Free fall. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Јас те сакам тебе. Укло FM Битола, февруари 2022 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло FM Битола.